луѓето уште не ја прочитале одлуката, они веќе даваат квалификации. Силата на нашите аргументи е начинот на кој ние ќе ги увериме граѓаните дека нашите одлуки се без било какви премиси. 2 дена по мојот избор дојдов овдека и кажав: сите предмети ќе бидат изнесени на разгледување. Што мислите вие, кога е соодветен термин? Еве, ако не овој, кој? Кога сме имале, да речеме, период да имаме идеални услови? И кои се тие идеални услови? Дали мислите дека ако го одложиме овој за 2 години или за 3 или за 4 и 5, нема да има истата сензитивност? Ми изборувате за доверба на граѓаните. Па каква е таа доверба на граѓаните кога имате предмет 5 години што не е одлучен? Довербата на граѓаните во институциите, не само во судството, е на историско најниско ниво. Знаете ли зашто? Заради сериозниот дисбаланс и мешањето на политиката во сите останати гранки од власта. А нашиот устав јасно им ги исцртува границите. Како треба да ви каже поинаку судија, човек да ви објасни, не знам, за да сватите дека не сте ви експертите, он е експерт. Не сте учеле вие уставно право, он учел. Не сте работеле вие на уставно правна материја, он работа. Не сте вие експерти со 2 прочитани текста. Патем кажано, и тие 2 текста што сте ги прочитале, и тие 2 текста се напишани со нечи политички наратив. Ве упатуваат на нешто. И ние мора, сакале некеле, но он одлучува и он треба на крајот да каже да, не.